Добар ден и добродојавте во уште едно издание на Формула на македонски, овој пат во овие летни горештини, во оваа летна пауза во првенството во Формула 1, ќе направиме едно малку подолго видео во кое ќе се осврнеме на првиот дел од сезоната, на првите 12 трки кои се зад нас. Ќе направиме анализа во перформансите, кој најмногу добил, кој најмногу загубил во однос на перформанси. Мислам дека тоа највеќе ги интересира фановите во Формула 1 и на крајот ќе направиме едно предвидување, еден наш мал осврт што не очекува во остатокот од сезоната, односно во преостанатите 9 трки. Така што за почеток би сакал да напоменам, како што реков, дека веќе се имаат извозено 12 трки, имаме тројца различни победници, кај возачите, меѓутоа само два различни тимови се искачале на пиедесталот во однос на конструкторите, така што Луис Хамилтон апсолутно недопрлив во првиот дел од сезоната со 8 победи, неговиот тимски колега Валтери Ботас со 2 победи и изненадувањето на сезоната Макс Верстапен со Red Bull Honda исто така со 2 победи. За жал, Ферари имаше неколку огромни шанси да дојде до победа, што несреќа, што грешки, едноставно до сега во првиот дел сезоната, за жал се уште немаат забележана победа. Би сакал накратко да ги пролистаме сите овие 12 трки со реченица 2, а потоа ќе преминеме и на анализа на перформансите на самите болиди. Во Австралија сите бевме возбудени за почетокот на новата сезона. Пред сезонските тестирања Ферари делуваше феноменално, Фетел и Чарлс Леклерк делуваа апсолутно недопирливи, секој ден од тестирањата извозуваа по најголем број на кругови, поставуваа најдобри времиња. Мерцедес се двумеше помеѓу две различни аероконфигурации, мислевме дека не знаат каде да го фатат крајот, меѓутоа видовме дека во првата трка во Австралија Мерцедес беше убедливо напред, додека Ферари се изгуби со сетапот, проблеми со прегревање на моторната единица. Така што Австралија прва победа за Ботас, делуваше дека е спремен оваа сезона да се бори конечно против Хамилтон, да си го загарантира своето место. Така што Австралија одбележа Ботас првата победа, Хамилтон втор и Макс Верстапен веднаш на почетокот сезоната кажа дека е тука да се бори со Ферари, за кој ќе биде втор во генерален пласман кај конструктори. Потоа следуваше Бахрейн, на голема радост на феновите на Ферари, пол позиција Чарлс Леклерк, бевме спремни за победа, меѓутоа на стартот Фетел го престигна Леклерк, па Леклерк повторно ја врати првата позиција, одлична трка за Леклерк, без ниту една грешка освен стартот, но несреќно електронска компонента од неговата моторна единица откажа, при што Хамилтон глатко си доби победа, Ботас беше втор, Леклерк успе некако да догура до третото место. Потоа следуваше Кина. Во Кина повторно лоша стратегија на Ферари, буквално на тацна им ја предадува победата на Мерцедес, се двуме од боксот на Ферари, по боксови, по радио повици од боксот имаше кавга помеѓу двајцата возачи, така што тоа беше една лесна победа за Мерцедес 1-2 благодарение на некоординацијата на тимот на Ферари. Хамилтон, Ботас, Фетел на крајот, Азербејџан, трката во Баку. Оваа година беше релативно досадна во споредба со другите години, кога знаеме дека на оној супер долг правец се случувале страшни маневри и судари. Би рекол, за стандардите на кои ги постави Азербејџан, ова беше релативно досадно гран при, победа на Ботас, втор Хамилтон, трет Фетел. Потоа следуваше Шпанија, патека која возачите многу добро ја познаваат, предсезонски тестирања, како што напоменавме, се одвиваат таму цели 2 недели. Хамилтон прв, лесна победа за Хамилтон, воопшто на самиот старт ја загарантира уште во првиот свиок победата. Ботас не беше никогаш конкуренција за него во таа трка, а Макс Верстапен со подобра стратегија од болите на Ферари успе да заврши на трето место и уште еднаш да докаже дека Red Bullот со Honda е навистина компетитивен оваа сезона. Понатаму одиме Монако, интересна трка за Монако, покрај тој гламур. Себастијан Фетел втор, Хамилтон прв, ново дуел со Верстапен до самиот крај. Верстапен напаѓаше, меѓутоа на крајот заработи една казна која не беше по негова вина, туку беше по вина на неговите механичари кои небезбедно го испуштија неговиот болид од боксот, па тоа му заработи него казна. Инаку гледавме интересен дуел каде што Верстапен притискаше, Хамилтон се бранеше на сосема истрошена гума, додека Верстапен беше на подобра стратегија во однос на гумите. Трет беше Ботас,
Тоа е што можам да кажам за големата наgrada на Монако. Канада, трката која дефинитивно предизвика најголем револт кај фановите во Формула 1, без разлика дали се фанови на Ферари или на некој друг клуб. При јас го имав ако се сеќавате револт видео, се што е погрешно со Формула 1 и како понатаму. Едноставно тоа беше лоша судиска одлука, иако исправна вака според денешните правила во Формула 1 исправна, но беше спортски лоша одлука на стојарите. Тоа требаше да се решава после трката. Требаше да се остави да се истркаат Хамилтон и мислам дека Хамилтон и Фетел и мислам дека Формула 1 извлече една лекција од таа трка. Следеше Франција, релативно неимпресивно Гран При со исклучок на последниот дел од трката кога Даниел Рикјардо во дуел со Ландо Норис и Кими Раиконен има неколку интересни престигнувања. Инаку лесна победа 1-2 за Мерцедес, Хамилтон прв, Ботас втор, Леклерк од Ферари трет. И тука дојде пресвртот, односно она друго лице во оваа прва полусезона од Формула 1, дојде Австрија, првата победа за Red Bull Honda на чело со Макс Верстапен, феноменална трка, многу дуели, престигнувања, различни стратегии во пит. Мерцедес ја покажа својата ахилова пета во однос на прегревање на нивниот мотор, им требаше повеќе ладење, едноставно ги нема перформансите потребни. И трета голема пропуштена шанса за Ферари, бидејќи Макс Верстапен на 2 круга до крајот го престигна Чарлс Леклерк, така што по Бахрейн, по Канада, Австрија беше уште еден клинец во ковчегот за Ферари оваа година. Меѓутоа капата доле за Red Bull Honda и Макс Верстапен. Потоа следеше уште едно подраматично Гран При во Силверстоун. Исто така дуели на сите страни, дуели помеѓу Хамилтон и Ботас, дуели помеѓу Чарлс Леклерк и Себастијан Фетел. Фетел се заринка во болидот на Верстапен, Верстапен со Гасли, дуели, значи дуели на сите страни, дуели во средината помеѓу Торо Росо, помеѓу Мекларен, оној дуел помеѓу Саинц и Даниел Рикјардо кој траеше 20 на круга. Одлична трка Силверстоун, резултати Хамилтон, Ботас, Леклерк. Па Германија го имаме Макс Верстапен на прво место, Фетел на второ почнувајќи последен и Даниел Квиат од Торо Росо во најлуата трка во последниве 10 на години. Трка исполнета со пресврти, со престигнувања, дожд, па сува патека, па дожд, па сува патека, излетувања, колапс на Мерцедес и двата болида на Мерцедес беа тотално надвор од конкуренција. После онаа каза на болите на Алфа Ромео, Хамилтон влезе во бодови, инаку тоа беше на вистина покажа во Мерцедес дека се сепак луѓе. Трка за паметење, јас ја спуштив од интернет и уште еднаш изгледав, навистина беше одлична. Тоа е еден класик, верувам, за наредните неколку сезони, можеби за понатаму. И последната трка во оваа полусезона, тоа беше во Унгарија. Видовме голем број на македонски фанови таму, македонското знаме, го видовме неколку фотографии. Шаховска битка помеѓу Мерцедес и Red Bull, во која Мерцедес беше поуспешен, едноставно го оставија Макс Верстапен пред свршен чин со точниот пит влез на Луис Хамилтон, точно на одреден број на кругови, со одреден број на секунди за останување, за да не може Макс Верстапен никако да реагира на тоа. Капата доле за инженерите во Мерцедес, сепак уште еден доказ зашто се тие шампиони. Сега доаѓаме до еден дел кој мислам дека ќе биде навистина најинтересен за вас, фановите во Формула 1, а ќе ги анализираме перформансите на болидите, односно кој колку напреднал, а кој колку се вратил назад во однос на табелата на конструктори, но и во однос на болидите споредбено со ланските времиња. Значи, ова е колективен збир на времињата за сите 12 трки поделено. Гледаме овој приказ кој што го гледате на екранот од вашата левата страна. Гледаме овој приказ кој ни укажува дека Вилијамс само за 30.000 делови од секундата бил во просек побрз од ланскиот Вилијамс на овие 12 трки, што е на вистина очен резултат, скоро и да не напреднале од лани. Меѓутоа, во последната трка во Силверстоун даде знаци дека можеби сепак Вилијамс ќе се врати од мртвите со тоа што Расел за малку не влезе во Q2. Меѓутоа 30.000 делови од секундата е навистина малку напред од една сезона во друга. Гледате предпоследен Ферари со само 2,5 десетинки, односно 275.000 делови од секундата. Во просек подобар бил од лани. Потоа иде Red Bull со 424.000 делови од секундата, меѓутоа овие 2 десетинки во однос на Ферари му носат многу голема предност во просек во битката за второто место кај конструкторите и воопшто во генералниот пласман во Формула 1. Потоа го имаме Racing Point со половина секунда подобри перформанси во просек во споредбено со лани, па го имаме Мерцедес со 6 десетинки, значи Мерцедес има 4 десетинки најдено повеќе во однос на Ферари,
па што се чуете луѓе, зашто е таква сезоната? Рено со 6,5 десетинки, Хас тука негде скоро 7, Торо Росо 1 секунда и 2 десетинки, браво за Торо Росо, Хонда навистина би рекол изненадување на сезоната се и они дефинитивно. Алфа Ромео Кими знае царот се уште да извади некој добар потек. Кими Реконен и Алфа Ромео Саубер, да бидеме коректни целосно, 1 секунда и 255.000 делови од секундата и дефинитивно тимот од средишната кој се издвои во првиот дел од сезоната, за кој многу од новинарите на мотоспорт и аутоспорт прогнозираат црни денови и повторно оваа година, Мекларен со 1 секунда и 338.000 делови од секундата, подобри перформанси во просек споредбено со Лани. Браво Мекларен! Мекларен навистина не достига во борбата со Red Bull, Ферари и Мерцедес, како би имале едно уште покомпактно првенство, меѓутоа капата доле за Алфа Ромео и Торо Росо. Сега да ја погледнеме табелата кај конструкторите, да видиме кој како напреднал или се уназадил во однос на Лани. Значи, почнуваме од најслабиот, а погодете кој е тоа? Ферари. Ја гледате и вие оваа фотографија која ви приложам, меѓутоа јас ќе ги читам редослед од најслабиот до најдобриот. На оваа фотографија се малку измешани. Ферари 47 бода помалку пред летната пауза во однос на Лани, Рено 43 бода помалку во однос на Лани, Хас 40 бода помалку во однос на Лани, па Racing Point помалку 28 бодови во однос на Лани. Дефинитивно тука највеќе се осеќаат, мислам дека падот во перформансите се осеќа кај Рено и кај Ферари споредбено со Лани, а не споредбено со другите тимови. Тоа е многу битно да се напомене. И кои се сега доаѓаат тимови кои се со позитивен број на поени во однос на Лани, како што да поменавме изненадувањето. Торо Росо 15 поени повеќе од споредбено со Лани во овој период. Red Bull 21 поен повеќе. Замислете Пиер Гасли да беше на нивото на Макс Верстапен или приближно. Мислам дека Red Bull сигурно ќе беше второ во конструктори оваа година, меѓутоа Пиер Гасли продолжува со неговите разочарувачки настапи. Треба навистина да му се погоди трката, да може да извади еден солиден резултат, би рекол, со Red Bull. Мекларен 40 бода повеќе од Лани, 82 наспроти 52 Лани. И кој е на првото место, ако не Мерцедес? 93 бодови повеќе споредбено со Лани. Нема зашто да се чудиме, Мерцедес ја знаат својата домашна задача и си ја завршуваат перфектно. Ботас и Хамилтон со исклучок на лудото германско гран при секогаш се на подиум, така што овој резултат навистина не е за чудо, особено фактот што Ферари се релативно послаби во однос на Мерцедес оваа година. Тоа на Мерцедес му дава уште дополнителен празен простор да граби напред. Видовте и во Унгарија, замислете да беше едно Ферари тука, немаше да може Хамилтон така лесно да влезе во пит. Меѓутоа, кога имате вие трето пласираното место да биде трето пласираниот болид да биде 1 минута позади вас, тогаш имате слободен пит и 2 пита може да одморите во бокс да пиете некој сокче, не знам. 1 минута е во Формула 1 цела вечност. Така што се гледа дека дефинитивно тимови со најголем напредок, Торо Росо, Мекларен и Алфа Ромео, тимови со најголема загуба во споредбено со Лани, Вилијамс, Рено и Ферари. Се надевам дека навистина Вилијамс ќе се врати и тоа име е светово Формула 1 и навистина не достига добри резултати кај Френк Вилијамс и неговиот тим. Последниот дел од ова видео би сакал како една моја прогноза за остатокот од сезоната. Предвидувам 2 победи на Ферари. Ферари мора да победи во Спа, мора да победи во Монца. Предвидувам уште една победа на Red Bull во Сингапур и предвидувам уште 4 победи на Луис Хамилтон, може би некоја на Валтери Ботас и уште една титула, мислам веќе во конструктори е јасно, треба се случи некој чудо Мерцедес да не освои и мислам дека Валтери Ботас ја испушти топката со се поголемите спекулации дека ќе бе заменет од Себастијан Окон. Мислам дека психолошки многу му наштети овој период и овие неколку слаби двете трки. Се надам дека може да се врати, но не верувам. Мислам дека Хамилтон традиционално во вториот дел од сезоната е секогаш посилен и мислам дека Хамилтон од преостанатите 9 трки најмалку 4 ги победи, така што ќе видиме за жал една позната разврска, меѓутоа дај може да биде тоа добра овертира за следната година која е последна со овие правила по овој конкорд договор. Би сакал да го чујам вашето мислење, кој е за вас
број 1 тим во првиот дел од сезоната, кој е за вас очарување во сезоната, кои се вашите топ 3 трки. Мислам дека изборот е многу лесен, сигурно е тоа Австрија, Силверстоун и Германија. Што мислите? Има ли шанса Ферари да го сврти образот, да постигне многу подобри резултати во вториот дел од сезоната или ќе се задоволи со една до две победи? Може ли Чарлс Леклер конечно до прва победа? Дечкото го заслужува тоа дефинитивно. Може ли Ботас да се протистави на Хамилтон? Што мислите за Мекларен? Дали ќе успее да се приближи кон големата тројка? Што мислите за Торо Росо? Што мислите за Алфа Ромео? Ќе успее ли Кими да извлече некој подиум, може би до крајот во некоја луда трка? Како и секогаш, оние кои коментираат на нашето видео знаат дека ја веднаш и секогаш одговараме сите коментари. На вистина ми значи вашата поддршка, така што ве молам за лайк, шер, сабскрајб и се гледаме во следното видео кој ќе направиме на наш личен топ 5, на наша лична топ 5 листа од најдобрите и најтесните и најголемите ривалства во Формула 1, како во тимови, така и во возачи, така што останете со каналот Формула 1 на македонски во летната пауза, во поддршка со Facebook групата F1 МКД фан клубот, ќе ви понудиме многу интересни новости како би издржале во овие летни горештини. Уште еднаш ви благодарам и се гледаме во следната прилика. Поздрав!